samavest, govori faktor дека пријателите се многобројни и верни. А секоја година имаме ансамбли од различни страни на светот, чии членови ја прават убавината на сцената на најубав можен начин. Настап по настап, еве не дојдовме и пред самиот крај на ова наше заедничко патување низ домашната фолклорна ризница. Но и она уште голем број ансамбли од земјите учеснички на овогодинешниот фестивал. Велам, дојдовме до крајот, зборувам за последната фестивалска вечер, која пак во овој момент ќе отвориме. А зашто ќе отвориме? Колега Побели. Почитувани, да ја отвориме оваа фестивалска вечер со едни наши верни пријатели кои настапи уживавме во сетта од фестивалските вечери. Од Хрватска ни докатуваа членовите на културно-уметничкото друштво Страхоривец. На почетокот на оваа последна фестивалска вечер повторно ќе да учестват со свој настап, основано во далечна 1945 на иницијатива на наставниците и мештаните од Страховинец. Од тогаш околу 300 членови поминале низ фолклорната, тамбурашката и драмската секција. Фолклори се учествуваат на речисниците фестивали во Меѓуморската жупанија, а често се учесници на домашни словени фестивали, како и во Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Унгарија и Австрија. Нашите пријатели од Хрватска се веќе подготвени и го очекуваме само уште вашиот аплауз за да имаме прекрасен почеток на последната фестивалска вечер од овој професионален фолклорен фестивал. Победете! Open
Započneme so igre i pesma. Следното уживање да го приредуваат членовите на фолклорниот ансамбл Путница од Бугарија. Ансамблот ги негува и презентира бугарската традиција и фолклор на сите домашни, но и голем број странски фестивали и манифестации. Основана во 1994 година од режисерот и хореограф Воин Воинов, има нанском учество на меѓународни фолклорни фестивали, речиси во цела Европа и во дел од Западна Азија. Учествувал на многу државни фестивали, например и во Бугарија. Награден за сочувување и популаризација на шопскиот фолклор со златни лири од Сојузот на музичко-танцови дејци во Бугарија, како и со почесна плакета на Сдруженијата на хореографи на Бугарија. Награден е и со златна монета култура од страна на Советот на Европската научна и културна заедница. Почитување да ги поздравиме со еден аплауз членовите на ансамблот Путница од Бугарија.
promocija srpskog folklora osvojila mnogo simpatijnih nagradi. Ima gostувала во Полска, Франција, Италија, Шпанија, Португалија, Чешка, Грција, Македонија, Белгија и Тунис. Почитувани, да ги поздравиме со еден аплауз гостите од Србија.
Među prijateljите na ovoj festival се пројува и жито маркетинг, малина, Арстрипекс, Адрија, територијалната противпожарна единица Велес, Хотел Монтенегро Ривиера, Сдружение на пензионери Велес, Белтапон, јавна здравствена установа Здравен дом Велес. Меѓутоа, за овој фестивал да стигне и надвор од нашите граници се разбира необходна и медиумска поддршка. Така, медиумски пријатели на овој фестивал се МРТВ, ТВ24, ТВ Канал 21, Радио Голдин, ПТФМ Радио, Ума.мк, Тиреков Рече, Баталине и Бија. Почитувате, продолжуваме онаму каде што се станавме, повторно е време за игра и музика. Време е за традицијата и фолклорот на Турција. Нашите пријатели се подготвени да прескат на оваа сцена како што преска секоја од новија фестивалски вечери. Доаѓаат од фолклорната група Кочаири и предат со своите хореографии. Фолклорната група е активна од 2003 година, стои се на Кочаири, крајбрежна населба, исторски град и на концентра на индустријата, културата, уметноста и образованието. Има голема група и институционални нивните играла рецимо меѓународно фолклорно игралско искуство. Нивната фолклорна група, која има низ национални награди и успеси, учествувала на многу меѓународни фолклорни фестивали во земји како Грција, Бугарија, Полска, Русија, Германија, Шпанија, Унгарија, Португалија, Италија, Романија, Србија, Грузија. Имаме чест и задоволство да бидат оваа година и во Македонија. Еве и на четвртата фестивалска вечер се ги поздравиме со еден аплауз Кочаири фолклор во Турција.
pouzdani. A сега време е на сцена да им отстапиме простор на членовите на фолклорната група Дружба од Словачка. Навистина во овие претходни 3 фестивалски вечери ни покажа прекрасни хореографии карактеристични за нивната земја, а вашите реакции и аплаузи говорат за квалитетот на оваа фолклорна група. Сигурно сум дека вечерва ќе биде така и напуните една мала група ентузијасти од комунарните традиции во една компанија за мир од Дружба во Дренчето 94-та година доведува до формирање на овој фолклорен ансамбл кој го добива истото име. Кога се сочинуваат околу 40 на млади луѓе кои се дел од игрално-пеачката група кулинарна музика, во моментот репертоарот на ансамблот се состои од песни и ора, обработени во лично стилизирана форма најмногу од регионалните области
Да им се заблагодариме за прифатената покана и уште повеќе забивните настапи во секоја од овие фестивалски вечери. На сцената го поканувам председателот на Организациониот одбор на Интернационалниот фолклорен фестивал, господинот Томе Јановски, да ги додели благодарниците и да ги сподели впечатоците од овој од 17-ти поредни Интернационален фолклорен фестивал Велес 2022. Повелате господине Јаневски. Почитувани, поканувам представник на културно-уметничкото друштво Страхонинец од Хрватска. Пријатели од Хрватска, повелате. Има една убава соработка и се разбира подароци меѓусебно да споделиме, затоа што очекуваат уште многу фестивалски изданија, со сигурна дека нашите пријатели од Хрватска повторно ќе почестат со своето присуство. Фолклорен ансамбл Дупница, Република Бугарија. Поканувам представник од Дупница, Бугарија. Миловир Петрович, Србија. И благодариме за прекрасната хореографија и субарите настапи на овој издание на Интернационалниот фолклорен фестивал. Почели фолклор Турција. Ајде се да наставиме нашите пријателства Турција, почели фолклор. Благодариме спецификата и субарите хореографија и вајде пријатели. Фолклорен ансамбл Дружба Словачка. Оваа прилика би сакале специјално да се заблагодариме на фолклорниот амбасадор од Хрватска, господинот Владо Жижак. Продолжуваме понатаму културно-уметничко друштво Коле Неделковски Велес. Се разбира, благодарност со убавите хореографии, благодарност учеството, но благодарност за сигурно што подложува организацијата на Интернационалниот фолклорен фестивал. Имам чест и задоволство на сцената да поканам представник на ансамбл Керамичар.
националниот фолклорен фестивал Велес. Велам сигурно и нешта кратко трае, но спомените и особено пријателствата што може да ги изнедри како крајниот вид се вечни, затоа што ја носат по себе суштината на таа единствена убавина. Dear guests, dear hosts, good evening. Here we are at the final evening of the 17th International Folk Festival Velas. They say all good things come to an end. However, memories and friendships that may derive from these great moments are eternal, as they carry within themselves the essence of the unique beauty. Така и со нашиот фестивал, чии плесоци ќе ни останат во очите и во срцата до следното 18-то издание. Сите ние, учени во организацијата на фестивалот, сме особено горди што годинава повеќе од 20 ансамбли го создаваат сметот на бои звуци, движења и печатоци со долго. So it is true for our festival, which flash will remain in our eyes and hearts until the next 18th edition. All of us involved in the organization of the festival are especially proud that this year more than 20 ensembles created a mix of colors, sounds, movements and impressions that we will remember for a long time. Уште еднаш би сакал да ги поздравам нашите ценети гости, ансамблите од Хрватска, Турција, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и Словачка. Хиљади срца со конкордни дефицити од својата војна и предонастоја 70-тото издание на фестивалот да се издигне на уште повисоко ниво на меѓународен план. Once again, I would like to thank our valued guests, the ensembles from Croatia, Turkey, Bulgaria, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia, who warmed our hearts with the folklore pearls from their homeland and contributed to make the 17th International Folklore Festival even more recognized internationally. И поздравувам и домаќините, 13 ансамбли од Велес и од Македонија, кои секоја година даваат нов зрак топлина за својот народ, со раскошот на носиите и изведбата на нашите традиционални песни и ора со кои се родееме. Да вистина беше уживање, да ја доживееме вашата моќ, да освоите оваа сцена со песни, танц и да освоите цел еден град. Thanks for the host, the 13 ensembles from Veles and Macedonia who add every year a new ray of warmth for their people with the splendor of their costumes and the performance of our traditional songs and folk dances that make us proud. It was truly a treat to experience your power, to conquer the stage, to conquer an entire city with the song and dance. Би сакал да упатам јавна благодарност до градоначалникот и општина Велес и сите спонсори на фестивалот за поддршката во успешната организација. I would like to express my public gratitude to the mayor and municipality of Veles and all the sponsors of the festival for their support in the successful organization. На крај, искрено и од срце ви благодарам вам, драга публико, драги велешани, за вашето присуство и вашата поддршка на фестивалот. Finally, I express a sincere and deep gratitude to you, dear audience, dear people of Veles, for your presence and your support of the festival. Ние не е залуден кога ќе ви видиме вас овде, со јавници, и кога од дното на срцата ќе ја почувствуваме вашата поддршка. No effort is in vain when you gather here, thousands of you, and when we feel your support to the bottom of our hearts. Благодарам Велес, довидување до следното 18-то издание на Националниот фестивал. Thank you, Veles. See you on the next 18th International Folk Festival, Veles. Почитувани, сега на сцената го поканувам градоначалникот на општина Велес, господин Марко Колев, да ги сподели впечатоците од ова издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес. Поделете. Добро вечер и од мене. Почитувани мои велешани, дозволете од моје име и од ваше име на нашите пријатели од Турција да им почеститам големиот муслимански празник Курбан Байрам со желба за здравје, вери и успех. Dear guests, this is the Obi of our army team. At the start, can be able
старите викаат дека се што е убаво кратко трае, така да и овие 4 дена завршија. 2 вечери надвор, 2 вечери натре, заради временските услови. Everything that is good has an end. 2 nights outside and 2 nights inside for perfect teammates. За на крајот дозволете и јас, како градачаник, од моје име, од името на своето од граѓаните на општина Велес, да се заблагодарам за нашите гости од Србија, од Бугарија, од Турција, од Босна и Херцеговина, од Хрватска и од Словачка. И се заблагодарам на нашите асамбли пријатели од Република Македонија и секако најмилите асамбли од Велес. From Serbia, Bulgaria, Croatia, Turkey, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, and of course all the ensembles from Republic of Macedonia and the ensembles from Veles. И се заблагодарам на организаторите на 17-тите интернационален фолклорен фестивал Велес, сите што помогнаа овие 4 вечери да уживаме. Thanks for the organization committee of the International Folk Festival Veles 2022 and all who support this festival. Има една реченица која треба да кажам на крајот. 70-тото издание на Интернационален фолклорен фестивал Велес 2022 го прогласувам за затворен. The 70th edition of Folk Festival Veles is closed. Thank you very much. Thank you, dear audience. Благодарам на градоначалникот на овој председател на организациониот одбор на фестивалот господинот Јаневски. Дами и господа, време е да уживаме во домашниот фолклор. Време е да ја отстапиме сцената на членовите на уште еден ансамбл на овој прекрасен фестивал. Едни од домаќините на сцената за крајот на оваа фестивалска вечер ги поканувам членовите на фолклорниот ансамбл Вила Зора, кои со својот настап силно ќе постават вашето срце во минутите кои следат. Фолклорниот ансамбл Вила Зора е основан во 1997 од детскиот ансамбл Куамари, што започна да работи во 92-та во пионерскиот дом Ѓоре Органџиев. Од тој момент фолклорниот ансамбл Вила Зора е дел од културните настани во Велес. Ансамблот учества на неколку фолклорни фестивали из Република Македонија. Вила Зора се има представувано и на многу фестивали во Турција, во Грција, во Србија, во Полска, во Романија, во Италија, Шпанија, Франција, Грузија и во други земји. Дали може еден громогласен аплауз за убав крај на 70-тото издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2022. Драго публика, уживајте.
радите 4 дена на годинешното издание на интернационалниот фолклорен фестивал, кој што беше исполнет, се разбира, со многу игри, музика и се разбираше, не било бој.